сте ми донале вие мене анализи, сте ми донале снимки, се тоа во ред, меѓутоа внатре органски што се случува со вас, а ве води веќе доктор онколог или ве води патолог, не битно кој доктор ве води, или хирург. Значи јас ако не се консултирам со тој човек да прашам до каде јас смеам да се пуштам во поглед на исхраната, значи не може човек до вчера што се исхранувал конвенционално, од денес сега морам вие сте на трева. Така. На растителна и билна храна, само немојте. Да. Немојте, тој веќе има еден шок. Болеста му е шок на телото. Точно. Стрес е. Дополнително го шокира. Дополнителен стрес јас да направам со храната, не си дозволувам. Иако пациентите некогаш се знаете како се многу упорни. Исклучи ми ова, исклучи ми тоа, сакам, не сакам ова да конзумирам, зошто додовте тоа кај мене? Да. Ако сте вие знаете што сакате, останете дома, направете си вие програма за исхрана. Точно. Тогаш не си помагате, тогаш ќе одмогнете. Значи вие до вчера сте јаделе хамбургер, сте јаделе, не знам, видите, сте јаделе паштети, од утре јадеме само авокадо и лосос, немојте. Тоа е опасен шок за нашиот организам.